Почитувани гледачи, добро утро за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Денеска имаме посебно занимлива тема за разговор или не секојдневна тема за разговор. Мојот денешен гостин е малку потешко да ви го представам во кратки црти. Во животот покажал интерес за многу работи. Чест и задоволство ми е да ви го представам Стојанче Величковски. Добре ни дојдовте. Добро ви најдов. Како сте? Убаво. Имавте убав пат, се надевам, вие сте од нашата соседна Крива Паланка. Да, патувавме убаво, еве после овие есенски дождови се бајле беше пријатно, сончево време. Како што реков во најавата, зашто се во животот покажавте интерес? Па, животот е чудна приказна. Сите оние потенцијали што ги имате, понекогаш можеби ќе се јават како нешто што вие треба да им посветите доволно внимание и ако на тоа внимание придодадете сериозност и еден научен пристап, со текот на годините може да дадат и конкретни резултати. Така да сето она што беа како афинитети во рамките на детството, кои што подоцна прераснаа во професионално хоби, сега веќе наликуваат и на професија. Така. Вие сте хералдичар. Едноставно кажано, да им појасниме на нашите гледачи. Што е хералдика? Хералдиката е помошна историска наука која што се занимава со третирањето, проучувањето на символите, а особено со обележјата кои што представуваат грбови на фамилии, на општини, на држави или пак на одредени функции. Така да хералдиката е многу комплексна наука која што е настаната уште во 11 век и која што кај нас за жал се уште не е развиена во тој облик и форма како што е во европските држави. Така. Дали постојат некои хералдички правила? Да, хералдиката има многу строги хералдички правила, односно сето она што е ставено на штит, односно на грбот, не значи дека е грб. Затоа и ние кон тие повеќе кон тие творби се однесуваме како кон нехералдички грбови, односно кон обиди да се направат грбови, односно амблеми кои што се употребуваат наместо хералдички грбови. Така, оваа професија е несекојдневна. Секој не би можел да го работи ова, токму нели и затоа се гледа по она што го зборувате дека сте запознаени со севкупната хералдика и со тие правила. Дали можеби членувате во некое хералдичко друштво? Колку хералдичари има на нивото на Македонија? Да, ние членуваме, ние имаме едно македонско хералдичко здружение во кое што има неколку активни хералдички работници, да речем, кои што од петни жили се залагаат да ја промовираат хералдиката во Македонија. Исто така имаме Facebook група и имаме љубители на хералдиката кои што се на известен начин имат некои допирни точки со хералдиката, ги следат нашите дела, не подражуваат, така да во Македонија и постои како предмет, како помош на катедрата за помошни историски науки, хералдиката, и таму има доста голем дел од студенти кои што ќе се запознаат со хералдиката, со основите на хералдиката, потоа барат некои совети, така да е убаво да се добива еден подмладок кој што ќе прави истражувања
Така да, на вистина, во овој дел, да речеме, јас прв пат во текот на моето образование во историјата слушнав дека за прв пат во Македонија му е доделен грб на Карпош. После Карпошовото востание бил прогласен за Кумановски крал и добил хералдички грб. За жал, ние се уште го немаме тој грб како изгледа, немаме негова интерпретација, еве можеби некој од младите ќе се заинтересира, па ќе направи некое истражување во кое што ни е доволно да го добиеме само стручниот опис, а ние ќе направиме интерпретација како би изгледал тој грб. И тој грб би можел да биде еден раритет за овој дел кој што вие го покривате, Куманово, Кратово, Крива Паланка, кај што било востанието и каде што во тоа време живеел Карпош. Така. Како воопшто некои држави, племиња добивале грб? Па, државите и племињата добивале грбови на најразлични начини. Значи, најчесто државите нели ги добиваат тие грбови, они кои што имаат подолги традиции, тие веќе ги добивале врз основа на круната, врз основа на кралството, односно веќе имале оформелна традиција и ги наследувале тие грбови. Но имаме и држави кои што настанале подоцна. Значи, за балканскиот дел овдека е многу интересно што грбовите имат една визуелна транзиција која што поминала врз основа на тоа што првите грбови ги знаеме како земски грбови. Значи, тие грбови не се однесувале на држава, него се однесувале на одредена земја, односно на одредена територија, која што во тоа време така се нарекувал. Па така првите грбови се направени сосема случајно по една анегдота за еден припадник од Далмација кој што служел во кралската флота на Шпанија и му побарале да докаже од кај припаѓа, од кое кралство, која лоза ја има за да биде дел нели од таа морнарица, каде што требало да биде унапреден во одреден чин, и тој доаѓа и прави виртуелни грбови, виртуелни земски грбови, кои што подоцна влегуваат во сите светски грбовници, и така и Македонија го добива својот земски грб. Кога подоцна се формираат државите на Балканот, тие грбови стануваат толку популарни што ги преземаат за своите држави, као државни грбови. Кои се најчестите символи на државните грбови? Најчестите символи на државните грбови е лавот, орелот и сонцето, меѓу првите три грбови, првите три хералдички символи. А потоа следуваат редица на други хералдички символи во одредени поделби, разделни линии, комбинации, бои, правила, има многу, така да на известен начин хералдиката е многу строга наука, као има строги правила како да речеме пандан на шаховската игра. Но во шаховската игра дури нема ограничување на потези кои што може да се одиграат и начини како ќе бидат поставени фигурите на таа табла. Но мора да бидат точно поставени според одредените правила. Така, сепак постојат некои правила и прописи до кои што морате строго да се придржувате. Да. Тие правила и прописи кај хералдиката се манифестираат на два начина. Првиот начин е се она што ќе се направи во хералдиката, односно за да биде грб, мора да се блазонира. За да се блазонира, значи стручно да може да се опише. Стручниот опис е прецизна стручна дефиниција која што ги одредува символите, формите, начинот, местото каде се поставени во грбот. Па така, во минатото, ако во одредена држава хералдот ја поставува стручната дефиниција, го блазонира грбот, не значи дека хералдичкиот уметник е блиску до него, туку тој ја испраќа до хералдичкиот уметник и врз основа на тој стручен опис, врз основа на тој блазон,
хералдичкиот уметник прави емблазон, односно го интерпретира на уметнички начин. Тоа и до ден денес е задржано како општо правило во хералдиката, што значи дека доколку ние како хералдички уметници добиеме некој блазон, ние веднаш ќе направиме уметничка интерпретација. И обратно, доколку нешто не може да се блазонира, тоа значи дека е хералдички неисправно. Так, рековте лавот, орелот и сонцето. Може ли вака да ни кажете накратко што символизираат всушност тие на државните грбови? Значи, државните грбови и символите кои што се поставуваат во државните грбови, најчесто кога се прави описот на символиката, варира во однос на тоа во кое подневје и во која култура се наоѓа. Така да, нели, меѓу другите работи, како битен елемент во хералдиката се боите, па така да представата, хералдиката има основни бои, тоа значи дека белата боја во исто време се представува и како сребро, жолтата е и како злато, црната и потоа зелената, сината и црвената. Значи, нема преливи, нема нијанси, нема можности за некои други бои кои што со исклучок пурпурната боја која што припаѓа, многу ретко се користи и таа ја означува кралската лоза. За символите во цивилизациите, значи секогаш лавот се представува како желба за доминација, како превласт, како моќ, како снага, како енергија. Исто така и сонцето ги носи сите тие символи кои што го красат, како слобода, како правдолюбие, како енергија, како нели стремеш да се осветли, да се открие непознатото. Така да символите кои што се употребуваат во државните грбови често биле преземани од едни, други, трети и исто така биле чести апликации и во црквите, па доста од нив се слични. И затоа морале да ги утврдат овие правила за да може да се разликуваат. На почетокот првите грбови и знамиња што биле направени во скандинавските земји биле речиси сите со крстови, па морале да направат една конференција во која што строго ќе се договорат кој бој на кого ќе припаѓат за да може да ги разликуваат. Сега. Да, после тоа, да речеме, револуција во однос на користењето на символите и самиот колорит на бои, потоа да освежувањето со многу креации се случило по крстоносните војни, кога нели крстоносците стигнале до новите цивилизации, до Месопотамија, до Вавилон, каде што виделе таму одредени изобилие на символи и кога се вратиле веќе почнале да добиваат многу разни форми на грбови кои што биле преубави, да речеме, во тоа време. А тие морале да ги користат затоа што на известен начин нели и составните делови на еден елемент на целосен грб и до ден денес се задржани, па така во семејната хералдика самиот грб мора да биде составен од штит, од нели над штитот стои кацига или шлем, над него има венче, над венчето има челенка, мантија. Значи тоа е комплетен дел од една така да речам униформа која што во тоа време ја носеле тие учесници, па и војниците и војсководците. И значи тие се препознавале врз основа на штитот. Во времето, нели, во феудализмот исто така тие го носеле грбот на оној кој што е нивен собственик на феудалот. Да. На колку општини или општински грбови вие досега сте автор?
Па, јас сум автор на 7-8 општини во Македонија и една општина во Србија. Имам и некои други авторски проекти надвор од Балканот. И на уште 2-3 општини сум коавтор. Така да грбовите на Крива Паланка, Ранковци, на Кочани, Чешиново, Блешево, Демир Хисар, потоа знамето на Охрид, коавтор сум на грбот на Радовиш, коавтор сум на грбот на председателот на Македонска православна црква. Што се наоѓа на грбот на Крива Паланка? На грбот на Крива Паланка се наоѓаат значи неколку елементи, со тоа што во средината на еден ескутон, односно на еден мал штит, се наоѓа еден нов символ креиран специјално за Крива Паланка. Тоа е крстовидниот симитен јазол, инспириран од кривопаланечкиот симит. Потоа во основата на грбот се наоѓа символ кој што е инспириран од градбата на Осоговскиот манастир, од монументот на Осоговскиот манастир. Потоа во долниот дел на лента се поставени 8 петолисни розети, значи 8 по 5 40, тие 40 кривини што ги формираат тие розети, фактички го лоцираат географски пределот на грбот кај што се наоѓа, односно старото име на Крива Паланка, Сарандопор, што на грчки значи 40 кривини, а како 8 розети во денешно време ја лоцираат како град кој што е на коридорот 8, а токму таа петолисна розета е првиот пишан символ за Крива Паланка, кој што се наоѓа на мермерната плоча, која што е поставена на денот на основањето на Крива Паланка во 1633 година, и каде што еден од инспиративните 11 стиха напишани од непознат турски автор гласи: "На ова место не поминувал војник без борба и бој." Така. Колку време помина од како го направивте грбот на Крива Паланка? Па грбот на Крива Паланка е во официјална употреба 8 години. Така. Кога сега би го правеле, дали би ги ставиле истите символи? Или би ставиле нешто, пошто Крива Паланка е се повеќе забележителна? Значи, ние не размислуваме на таков начин дека бројот на символите ја означува активноста подемот. Значи, совршенството во хералдиката е преку еден символ да се представи што е можно повеќе. Значи, така да Крива Паланка комотно при изборот, комисијата имаше многу тежок избор, имаше 3 финални решенија, кои што на тој таен конкурс сите 3 беа со различни шифри, но беа моје авторство, па така тие ме замолија да направат комбинација од 2 грба, затоа што самиот кривопаланечки симитен јазол можеше комотно да биде грб на Крива Паланка. Така. Неодамна бевте учесник на хералдичко-вексилолошката конференција, која што се одржа во Грузија. Кажете ни за вашите искуства таму. Имавме една прекрасна хералдичка конференција која што ги собира експертите од речиси од цел свет, затоа што после хералдичката конференција која што се одржа во Полска во август, ова беше најсеопфатната и најпосетената конференција што се одржа годинава, на која што освен учесници од Европа имаше представници и од Канада и од Америка, и домаќините од Грузија, кои што се потрудија, и еве јас јавно да сакам да им заблагодарам за прекрасно организираната конференција, која што освен во стручниот дел беше импресивна и во она што успеа да ни го презентираат од нивната историја, традиција, култура, археологија, гастрономија. Значи, тоа е една прекрасна земја и носиме
многу прекрасни спомени на оваа конференција. Јас бев присутен како хералдички уметник заедно со мојот колега од Хералдичкото здружение Петар Гајдов. Така. Во прилог ни донесовте нешто. Нема да откријам пред вас што е тоа, дали би можеле да ни покажете? Па, значи, ова е еден модел само од семените грбови кои што се посебна гранка во хералдиката. Така. Значи, овој модел е веќе завршна финална фаза кога се изработува еден семеен грб и потоа може да се користи, да се изработи во калоп, во бронза и да се користи на повеќе начини. Значи, тој може да биде, освен што ќе ги краси домот на собственикот, на грбоносецот, може да се постави на неговата, нели, семејна куќа, Так. може да се постави на фасада, може да се постави на кована ограда. Исто така, освен грбовите, се прави и стандард, односно семено знаме, кое што може да се користи во разни пригоди, така да семејната хералдика како посебна тема во хералдиката е многу интересна и се повеќе и повеќе имам побарувања, затоа што ова е нешто што допира во семејното стебло. Се прави едно истражување комплетно, така да во последната година имам 20 на нарачки. Тоа сакав да ве прашам, дали семејствата сега се повеќе изработуваат грбови? Да, се повеќе изработуваат грбови и ова веќе не е табу тема. Така. Затоа што во суштина ова не е некакво, да речам, помодарство, затоа што ова е посериозна работа, ова е еден нов визуелен идентитет што го имале претходно некои генерации и првите грбови во Македонија што се направени на некои стари фамилии се донесени од некои студенти кои што во тоа време студирале на разни универзитети по Европа и имале некаков додир. Да се разбереме дека со изработката на грбот не се добива благородничка титула Сега. или потекло, но со самата изработка на грбот се добиват некои придобивки кои што се многу вредни. Тоа е дека се утврдува семејното стебло и грбоносецот веќе го знае своето потекло, од каде е, како е, што е, од каде потекнува, како се движила неговата лоза, кои се интересните работи. Па сето тоа е само еден сегмент од истражувачката работа која што се прави со нарачателот на грбот и во едно сеопфатно интервју каде што нели се договараме со клиентот, го лоцираме каде припаѓа, ги прибираме сите други останати потребни информации врз основа на кои што јас подоцна правам соодветна стручна анализа, пресек и го визуализирам грбот како тој треба да изгледа. Односно го блазонирам и емблазонирам и на клиентот му даваме еден примерок од тоа, му даваме целосно направен грб со символика, значење на символите, што е преземено, што е поставено, од каде е преземено, како изгледа. Така да ова е семејното знаме, односно банерот, што веќе го спомнавме. Така да клиентите се повеќе прават нарачки и што е многу битно, што порано немаше некаква практика. Денеска клиентите се повеќе нарачуваат врз основа на тоа што виделе некаква изработка. Да. А оваа изработка може да се користи во речиси неограничен број на примени. Значи, освен тоа, може да имат семејна плакета, која што ќе ја подарат во одредени пригоди, може да направат да брендираат своји производи, свое домашно вино со својот собствен грб. Така да,
тоа се интересни работи кои што се поактуелни, кои што значат дел од имиџот на одредено семејство. Господине Величковски, освен конференцијата, што е она што во Грузија исто така ви остави силен впечаток? Силен впечаток ми остави во Грузија нивната култура. Тие се многу раритетни, представуваат еден микс од повеќе култури, што во текот на цивилизациите се мешале во тој простор, но сепак имат една своја особеност, имат еден свој имидж. Тие се горди на себе. Кај нив нема нееднаквост. Првата нееднаквост што ми ја видов таму беше во азбуката. Тие немат големи и мали букви, имат само големи. Односно, како сакате, може и само мали. Так. Втората работа што ја приметив во Грузија е архитектурата. Тие во архитектурата, особено во главниот град, премногу го користат стаклото. Мислам, го користат многу умешно, така да познатиот мост на Слободата е направен целиот од стакло. Претседателската палата исто такава стакло. Дури и некои државни институции за кои што кога ќе се приближите, не ви паѓа на памет, предпоставувате дека можеби тоа е Националната уметничка галерија или не знам музеот на современата уметност, а кога ќе придете ќе видите дека тоа е зградата на правосудството или на полицијата или така слично. Така да тоа го имат направено најверојатно као порака на архитектите дека тие сакаат да бидат транспарентни према надвор, према клиентите, према сите оние институции се така подредени. И она што е раритет за самиот главен град е тоа што градот се наоѓа во простор кој што има големи висински разлики. Така да тие биле приморени да го користат секој дел кој што можеле да го искористат за архитектура, така да во едната страна, во центарот на стариот дел на Тбилиси, поминува покрај реката Кура, и тоа е видлив. Другиот дел е стена и на таа стена се направени само хотели и етно ресторани, а таму главните сообраќајници поминуваат во тунел, испод. Така да сите тие објекти имаат прекрасна панорама на реката, на целиот град. Исто така Грузија како земја е многу богата со сакрална архитектура, со многу цркви, со многу манастири. Од друга страна, тие се многу горди на тоа што последните археолошки испитувања докажуваат дека тие се татковина на виновата лоза. Значи, имаат најдено археолошки артефакти кои што укажуваат на тоа дека кај нив се одгледувала многу одамна и речиси најодамна лозата, па дури може да се сретнат и одредени карти кои што укажуваат на тоа како се движел развојот, односно култивизирањето на виновата лоза. И многу од сортите што и овдека се одгледуваат потекнуваат токму од таму, на што тие особено се горди и тоа го имаат направено до совршенство. Па дури во оној визуелен идентитет на брендовите што го имат направено, што посебно ми падна во око, имат направено еден прекрасен спој на традицијата, на производството на вино со одредени рачни изработки. Па така во Грузија може да купите одредени брендови на вино, спакувани во прекрасни направени садови од глина и од керамика. Така. Во другиот дел што организаторите ни го понудија беше прекрасната екскурзија, посета на древниот град Мистека, односно тоа е светиот град за Грузија, кој што официјално е прогласен за свет град, каде што на вистина има што да се види, затоа што во моментот кога отидовме таму, бевме сведоци на одредени сцени на снимање на еден индиски филм со многу популарни актери, каде што главното дејствие требало да се случи токму таму.
Так. Таму имаше река туристи и тоа е место кое што на вистина е посетувано од туристи, од добронамерници од целиот свет, затоа што се наоѓа во еден живописен дел каде што се наоѓа реката Кура, а на една височина, изнад, на еден рид, на една доминантна, на еден доминантна косина на ридот се наоѓа еден фантастичен манастир кој што е многу живописен и многу стар, као раритет од 6 век. Така да грузиците имаат простор за развој на туризмот и токму овие делови што ги посетиме се заштитени дел од светското културно наследство, заштитени се од УНЕСКО. Познато е дека Грузија е позната по извонреден фолклор. Дали имавте можност, можеби, да го запознаете? Да, секако, како дел од протоколот на организацијата на конференцијата, имавме посета на еден национален ресторан, национален етно ресторан, на завршната вечер, кој што имавме можност да се запознаеме со националниот фолклор, каде што присуствува одредени групи кои што го негуваат тој фолклор, кој што е многу импресивен, кој што содржи за нас малку специфични форми на кореографија, кои што се пропратени со одредени ритуали, што мене посебно ми падна во око на една од тие кореографии беше во чест на виното. Значи, кај нив виното е издигнато на култ дури во рамките на народниот фолклор. Исто така, нивните игри се со многу движења, дури на одредени моменти наликуваат на балетски представи. Значи, тоа се толку добро префинето, изорганизирани, направени. Ајсторски направени, да кажем. Да, на вистина, тоа се уметнички перформанси кои што ги прават актерите кои на сцена. А во однос на храната, нивната храна е прекрасна, иако по мојот вкус малку зачините се секогаш ние не сме навикнати на толку моćни зачини, но сепак делува импресивно затоа што представува микс од повеќе култури и тие се многу оригинални. Значи, сето тоа проследено со квалитетните вина, едно вистинско гастрономско богатство за Грузија, со кое што грузиците се гордеат и особено тие се горди на тие свечени вечери што ги прават, затоа што имаат една навика што овдека не е толку присутна, да цело време држат говор во нечија чест, во одредена пригода, значи додека бевме таму како дел од ресторанот, речис имаше една прослава за семејна прослава каде што говорниците цело време наздравува. Че гостопримливи се во секоја смисла на зборот. Да, во секоја смисла се гостопримливи и тоа е една цивилизација која што една култура која што на нас не ни е доволно позната, но секогаш вреди да се појде, да се истражува, да се посети и јас топло препорачувам на вашите гледачи првата прилика доколку ја има да ја посетат Грузија, затоа што цените се прифатливи за наш стандард и може да се чувствуваат и удобно, и пријатно, и да имаат едно убаво патешествие со многу незаборавни доживувања. Така, значи во секој случај има што да се види. Да, во Грузија има што да се види, има што да се научи, има што да се проба и дури има што да се понесе. Така. Ви благодарам многу што ни бевте гостини, што на некој начин ни го доловивте и нам она искуство кое што вие го имавте таму. Се надевам дека во иднина пак ќе се видиме со некој ваш нов изреализиран проект.
Ви благодарам, ми беше чест да гостувам во вашата емисија. Така. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре.